Мигрантите долж балканската бегалска рута често се цел на трговците со луѓе кои искористуваат несреќата на овие лица за лесна заработка. Изминатава година 4 вакви случаи се регистрирани во земјава. Борбата на институциите против оваа појава е засилена, имајќи в предвид дека мигрантите кои овој момент илегално транзитираат низ земјава се лесна цел на шверцерите на луѓе. Овој регионален проблем бара добра регионална соработка, бидејќи сите земји се засегнати од проблемот со и околу мигрантите. We have over 10 countries represented and also NGOs. На конференцијата учествуваат представници од над 10 земји, исто така и невладини организации од тие земји. Трговијата со луѓе е појава со прекугранични и меѓународни димензии, така што само на тој начин можеме и се спротивставиме и тоа е причината што ја организираме оваа пресконференција. Како што знаете, на преминот на векот, на крајот на 90-тите години, на почетокот на овој век, оваа појава стана позната како големо зло што се распространи низ светот и се чини дека сега повторно ја крева грдата глава. Знаете дека траеше и се уште е во тек голем прилив на бегалци и на мигранти на континентот, така што овој проблем се јавува со голема зачестеност. Би сакала да истакнам огромна благодарност до ОПСЕ кој што го организира овој настан, оваа конференција, се разбира со поддршка на Националната комисија. Исто така би сакала да изразам благодарност до националните координатори и амбасадите кои што денес се овде присутни на оваа конференција. Исто така би сакала да изразам мојата благодарност за декларацијата која што денес ќе биде поддржана од националните координатори, која што всушност има две пораки. Едната е до потенцијалните жртви на трговија со луѓе, дека тие каде и да бидат затикнати ќе бидат соодветно третирани, и втората порака е до сторителите, дека ќе бидат најстрого казнети за такво дело. Последниве месеци се почести ваквите конференции, причина најавите за нов мигрантски бран и покрај тоа што западно-балканската бегалска рута е официјално затворена, сепак криумчарите и трговците со луѓе наоѓаат начин како да ги криумчарат овие луѓе. Во Германија има голем број регистрирани и откриени случаи, во кои бегалците место да бидат прифатени и згрижени станале жртви на трговците со луѓе. Податоците покажуваат дека најголем број од нив се млади жени или деца без родителска придружба.